37-годишниот Ивица Јовановиќ од Тетово беше најсреќниот меѓу тројцата верници кои денес беа дел од традицијата на положување на светиот крст во црковниот базен во соборниот храм Свети Кирил и Методи. Тој во овој чин учествува прв пат. Нека дава Господ на сите здравје, среќа, напред ја еден од тоа. Прв пат ми е годинава, прв пат го фаќам крстот тоа. И денес на Водици во Тетово присуствуваа верници од сите возрасти и цели семејства, за да ја продолжат традицијата која датира многу одамна. Се оди на богослужба, се пали свеќа за здравје, се фрла крстот и се зема од водата и се поздравува со Бог се јави на денешниот ден. Традицијата е повеќе вековна во Тетово, не радува што овој ден е празник за сите нас, православните верници, но сите луѓе со добра волја. Еве, веќе повеќе години моето семејство се кумови на овој празник, тоа не прави среќни, задоволни сме и се надевам дека од ден на ден ќе продолжи оваа традиција, затоа што навистина е убава традиција. Овие некрстни денови поминаа, така да од денес е крстни денови. Свети Јован Крстител од денес го носи името и Крстител, затоа што го крстил Исус Христос во реката Јордан и се надеваме дека оваа традиција за која што постои во Тетово ќе продолжи, затоа што навистина овој празник го заслужува. Тоа е еден од поголемите празници во православието. Им посакувам на сите верници мир, здравје и спокој во своите семејства, исто така и на нашата држава. Бог се јави, навистина се јави најпрвен, богојавлението е едноставно една голема радост. Го споредуваат со Божич, затоа што Бог ни се јавува тогаш во сите три лица. На светот му се открива таа голема тајна дека Бог Тројица е тука, се јавува Светиот Дух во вид на гулаб, се отвора небото, се слуша гласот на Отецот и потоа Синот Божи нели се крштува во водите на Јордан. За Тетово и тетовчани ова е голем ден, бидејќи традицијата на положување на Светиот крст датира многу одамна. Се радуваме, се молиме за здравје, се молиме за среќа и се молиме за мир за нас и за нашите најблиски. Така што оваа традиција мора да продолжи, а да се надеваме дека ќе се возобнови традицијата на положување на крстот во водите на реката Пена. За многу години уште еднаш нека и Бог се јави. Начинот на положување на крстот му претходеше света архиерејска литургија и режење на кумските колачи, кои ги изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф.